Министерот Кренар Лога потврди дека Турција испратила барање за екстрадиција на 5 ѓуленисти од Македонија, но се правда дека тоа немало врска и не било на никаков начин поврзано со испорачувањето на осомничениот убиец Љупчо Палевски Палчо. Тврди дека Анкара секоја година испраќала вакви барања, различна била само бројката на луѓето. До Министерството за правда пристигнато е барање за екстрадиција на 5 припадници на ФЕТО. Меѓутоа, тоа не е поврзано со екстрадицијата на осомниченото лице Љупчо Палевски Палчо. Вообичаено секоја година пристигнуваат вакви барања, само бројката варира. Во последното барање наведени се 5 лица. Сепак нема одговор што се случи со ветувањето што Лога го доби од својот турски колега уште на 15 март, дека за неколку денови Палчо ќе биде екстрадиран во Македонија. Повеќето експерти, уште при апсењето на Палчо, предупредуваа дека е можно Анкара да го искористи овој случај за да ја натера Македонија да ги апси и испорачува луѓето кои владата на Ердоган ги прогласува за државни непријатели. Тогаш македонските власти демантираа и тврдеа дека екстрадицијата на Палевски Палчо ќе се случи најмногу за 3 месеци. Обвинителството и Министерството за правда уверуваа дека барањето за екстрадиција е комплетно, па дури и председателот Пендаровски тврдеше дека нема простор за уцена, затоа што ѓуленисти во Македонија немало. Сепак, еве веќе минува 5-тиот месец од овие тврдања, а од испорачувањето на осомничениот убиец нема ништо. Тој се уште седи во притвор во турски затвор и чека да биде екстрадиран. Без разлика дали во Македонија има или нема ѓуленисти, според статистиката на Министерството за правда, земјава има лошо искуство со екстрадиција од Турција. Во последниве 5 години Турција ни испорачала 6 а одбила екстрадиција за 7. Исто така во последните 5 години за преку 20 постапката за екстрадиција со Турција не е завршена, а за повеќе од 30 Македонија чека нивна испорака повеќе од 5 години, додека Македонија е во исчекување осомничениот за убиството на малата Вања и велишкиот фризер да застане пред лицето на правдата. Утре Врховен ќе одлучува за притворот на таткото на девојчето.